Добар ден, го следите првото издание на вестите во 12:30 часот на Канал Плюс телевизија. Еве што ќе гледате во нив. Заедно одлучуваме за нашата иднина. Беше слоганот на 16-тата поред годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, што се одржа вчера во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Со средства од ИПА програмата Македонија и Бугарија ќе ги истражуваат традиционалните ора и песни на Делчево и Благоевград. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип на 29 јануари ќе организира два книжевно-музички перформанси посветени на Тоше Проески и Гоце Делчев. Заедно одлучуваме за нашата иднина во годинишниот слоган на 16-тата годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, што се одржа вчера во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Трудот на Унијата на жените е неоспорувачки дел од работата на партијата, истакна председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во своето обраќање на годишната конференција на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ. Спортскиот центар Јане Сандански во Скопје беше претесен да ги собере сите кои присуствуваа на 16-тата годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Со позитивна енергија, моќна и победничка атмосфера се одржа годишната конференција на еден од столбовите на ВМРО ДПМНЕ. Поминавме година во која некој, користејќи го СДСМ, сакаше на најможно валка начин да го сруши ВМРО ДПМНЕ, да ја дестабилизира Македонија и да ја промени по терк како што налагаат неговите интереси. Се беше совршено подготвено, но како што знаеме, не постои совршен злочин. Во овој случај недостасуваше една сериозна финеса, која, како и многу пати низ историјата, се покажа клучна за нашиот опстанок, која ја заборавиле или во најмала рака ја подцениле, а тоа е народот. Тоа е народот на Македонија. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски нагласи дека народот на Македонија уште еднаш покажал дека има капацитет за државност. После сите игри, после сите местенки, после потрошени толку многу години во подготовки за остварување на некои други интереси, денес ВМРО ДПМНЕ и Македонија се посилни и пообединети, истакна Груевски. На годишната конференција своје обраќање имаше и председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ Даниела Рангелова. Оваа преполна сала, оваа енергија кај најголемата женска организација во нашата држава ми дава верба дека Република Македонија е на прав пат. Огромен број на жени на едно место, со иста чиста мисла, со чесен пристап, со верба во себе, храброст за подвизи, вредни и достоинствени, кои се подготвени од ден во ден да го менуваат општеството на позитивно. Најнапред би сакала да истакнам дека изминативе години се години на континуиран растеж на Унијата на жени, да таа денес биде најбројната организација на жени во Република Македонија. Унијата на жени исто така е еден од поважните столбови во ВМРО ДПМНЕ. Изминатите години, но пред се изминатиот период, беше период на тешки мигови, но и на среќни моменти, бидејќи конечно правдата дојде на виделина. Големината на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ е тоа што ние во тешките мигови за нашата држава се соочивме храбро, со чиста мисла, цврсто и одлучно. И не дозволивме да бидеме разединети. На 24 јануари во утринските часови на улица Сутиевска во Штип од непознати причини настанал пожар на возило Винто со штипски регистарски узнаци
Собственост на такси компанија во кој било пожарена внатрешност на возилото во пределот на маската, седиштата и вратите. Од пожарот дошло до оштетување и на возило Ford Focus, собственост на 42 годишниот ТРК од Штип, кое било паркирано до веќе опожареното возило. Увид на местото на настанот извршила екипа на СВР Штип. Причината за настанување на пожарот, како и материјалната штета, дополнително ќе бидат утврдени. Во Штип само за неколку денови опожарени се 5 автомобили. Копачката и годинава целосно ќе биде посветена на зачувувањето и негувањето на нематеријалното културно наследство на Пијанец. Здруженијето Фолклорна група Копачка село Драмче Делчево за 2016 година ќе реализира 4 проекти со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија со годишната програма за 2016. Здруженијето Фолклорна група Копачка село Драмче Делчево и годинава целосно ќе биде посветена на зачувувањето и негувањето на нематеријалното културно наследство на Пијанец со финансиска поддршка од Министерството за култура на Република Македонија, а со годишната програма за 2016 ова здружение планира реализација на 4 значајни проекти. А тоа се Копачка 2016 проект кој што ќе ги опфати нашите организации и учества на етнофестивалите во земјата и блиските места на соседна Бугарија. Други наши проекти се исто така издавање на монографија за Копачката од обстанокот до денес. Монографија од Димитар Узунски ја насловивме како чекор по чекор до УНЕСКО. Истата ќе ја реализираме во насока на одржливоста на орото во УНЕСКО. Воедно ќе снимиме и филм, документарен филм, насловен како Копачката во УНЕСКО. Еден од проектите кој представува вистински предизвик за самото здружение е промоцијата на Копачката на деновите на македонската култура во Србија и Словенија. Фолклорната група Копачка село Драмче Делчево ќе биде представник на Македонија, каде што ние ќе дадеме свој концерт со пијанечки изворен фолклор, со изведба на орото Копачка, и воедно ќе направиме презентација на тој процес на орото Копачка во УНЕСКО и начинот на кој што ги изврвивме тие макотрпни патеки до пишувањето на орото Копачка во УНЕСКО. Целта според секретарот на ова здружение е да се доближи перцепцијата за светското културно наследство орото Копачка, но и останатиот пијанечки изворен фолклор кај нашите иселеници и тамошните жители. Од денес до 27 јануари ќе трае конкурсот за учество на 2 книжевно-музички перформанси во еден, насловени како Тоше има само датум на раѓање и Гоце Делчев великанот роден за да не учи и води, организирани од Национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Сите заинтересирани кои ќе сакаат да учествуваат имаат можност да се пријават на емаил на Штипската библиотека. Перформансите ќе се одржат во петок 29 јануари. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип организира 2 книжевно-музички перформанси во еден, насловени како Тоше има само датум на раѓање и Гоце Делчев великанот роден за да не учи и води. Тоа е датум меѓу двата родендена на Тоше Проески и Гоце Делчев. Активностите на перформансите што ќе се одржат в петок 29 јануари во 13 часот во просториите на библиотеката на одделението за возрастни ќе се одржат читање лични творби за Гоце и за Тоше или на теми блиски до нивното делување. Потоа рецитација на песните испеани од Тоше, рецитација на песни за Гоце Делчев, драматизација на книжевни диалози во кои се јавува ликот на Гоце, пеење песни за Гоце Делчев, пеење песни испеани од Тоше Проески и така натаму. По тој повод од денес до среда 27 јануари ќе трае конкурсот за пријавување на учество за сите заинтересирани локални поети, писатели, рецитатори, љубители на пишаниот збор, членови на литературниот клуб Искра, вокални интерпретатори, професионалци и аматери, инструменталисти, професионалци и аматери, хорови, музички групи. Пријавувањето може да се изврши на електронската пошта на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев или на телефонскиот број 078 473 480. По завршувањето на перформансите, претходно формирана комисија ќе им додели награди на најуспешните.
Традиционалните уреи и песни на Делчево и Благоевград ќе се истражуваат со проект преку ИПА програмата за меѓугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Проектот ќе го реализираат Домот на културата Никола Јонков Вапцаров од Делчево и Народното читалиште Вапцаров од Благоевград. Долгогодишната културна соработка помеѓу Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево и Народното читалиште Вапцаров од Благоевград се проширува во сериозни рамки. Со заеднички проект преку ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за зачувување на културното наследство во двата региони. Тие ќе ги истражуваат различните, но и заедничките песни и ора, кои традиционално ги негува народот во Пијанец и регионот на Благоевград. Во последните неколку години особено е засилена соработката со Народното читалиште Никола Јонков Вапцаров од Благоевград. Имаме одлична соработка скоро во сите дејности. И еве во 2016 година резултат на оваа соработка е проектот кој што ќе аплицираме веќе е во завршна фаза. Се работи за еден квалитетен проект, се надеваме дека ќе биде одобрен. Тоа е проект од ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија со наслов создавање на мрежа од организации за зачување на културното наследство во Благоевград и Делчево. Се надеваме дека овој проект ќе си најде свое место и се надеваме дека ќе го добиеме. Тоа се значи традиционални игри и песни кои што се негуваат во Благоевград и околината и традиционални песни и игри што се негуваат во Пијанецот и во општина Делчево. Меѓутоа покрај тоа има и неколку други значи содржини кои што ќе се најдат во проектот. Набавка на традиционални носи, потоа набавка на традиционални инструменти. Како краен продукт на овој значаен проект за културата во Делчево и Благоевград ќе биде зборникот во кој ќе се најдат сите реализирани заеднички активности на Народното читалиште Вапцаров од Благоевград и Домот на културата Вапцаров од Делчево. И битна работа е што од целото тоа ќе излезе еден зборник на традиционални обичаи, традиционални изворни песни, сето тоа што го работиме во Центарот за култура и во читалиштето во Никола Јонков Вапцаров во Благоевград во еден зборник кој што се надевам дека публиката ќе го прифати. Инаку овие две културни институции од двата погранични региона и досега соработуваа во полето на фолклорот, заеднички организираа концерти како во Делчево, така и во Благоевград. Во салата за состаноци во општина Кочерниво тече состанок на релевантни институции со представникот на Општинскиот сојуз на спортови кои ќе гласаат за најуспешните спортисти за 2015 година. Доделувањето на наградите ќе се случи на манифестацијата Избор на спортист за 2015 година, која ќе се одржи в петок 29 јануари. Кризата со мигрантите и бегалците во Европа, меѓународниот тероризам и функционирањето на демократските институции во Полска ќе бидат во фокусот на зимската сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа, што ќе се одржува од денеска до 29 јануари. Во врска со мигрантската криза ќе бидат разгледувани два извештаи: Средоземното море, врата за илегалната миграција и организираниот криминал и мигрантите. Што се однесува до меѓународниот тероризам, парламентарците од земјите членки на Советот на Европа ќе расправаат за извештаите на тема за странските борци во Сирија и Ирак и борбата против меѓународниот тероризам со заштита на стандардите и вредностите на Советот на Европа. Политичките лидери на речиси сите сојузни држави и територии во Австралија подпишаат декларација со која се согласуваат земјата да стане република. Австралискиот премиер Малколм Тарнбул и лидерот на опозицијските лабористи Бил Шортен исто така се согласуваат да се прекине врската со британската монархија. Единствен кој не ја подпиша декларацијата е лидерот на Западна Австралија Колин Барнет, кој ја истакнува својата приврзаност на републиканската идеја, но смета дека сега не е време за нејзино покренување. Австралија функционира како уставна монархија во која кралицата Елизабета е формален шеф на државата, представен преку генералниот гувернер на земјата. 5 лица ги загубија животите, а околу 100 се повредени како последица на големите снежни врнежи кои го зафатија по големиот дел од Јапонија, особено западниот и јужниот дел од земјата, пренесува агенцијата Кјодо. Во западните области на Јапонија во неделата се забележани рекордни ниски температури и обилни врнежи од снег. Во сообраќајни несреќи настрадале околу 100 луѓе,
а 3 лица ги загубиле животите. На јужниот остров Кјушу, каде снегот е голема реткост, во градот Нагасаки наврнале 16 сантиметри снег, што представува рекорд за овој град, а во Кагошима наврнале 10 сантиметри. Во моментот македонските фудбалски тимови се подготвуваат за пролетниот дел од сезоната, а на дуелот во Дојран помеѓу Брегалница Штип и Хоризонт Турново е избегната вистинска трагедија. Во 10-та минута од средбата, еден од фудбалерите на Брегалница го удрил голманот на Турново Кристијан Стоилков, кој го проголтнал јазикот и загубил свест. Сите на теренот биле во паника, а на помош биле медицинските тимови на двете екипи, пошто била повикана и брзата помош од Дојран. Голманот од Дојран бил префрлен во болницата во Гевгелија. Според последните информации, Стоилков е добро, при свест и наскоро ќе може да му се приклучи на својот тим. Двата тима се одлучија по оваа случка да го прекинат надпреварот уште во 10-та минута. Покрај овој дуел, Турново и Брегалница ќе ги одмерат силите и на 27 јануари, исто така во Дојран. Македонската ракометна репрезентација денес ќе го одигра вториот надпревар во групата 1 на Европското првенство во Полска. Противник на црвено-жолтите ќе биде Норвешка. Македонија во овој надпревар влегува по тешкиот пораз од Хрватска, додека Норвешка на општо изненадување славеше над Полска и остана во игра за пласман во полуфиналето. Надпреварот со Хрватска дефинитивно беше најлошиот на оваа генерација во изминатите неколку години. Мотив повеќе за ракометарите ќе биде фактот што Норвешка може да им го загрози пласманот на квалификациите за Олимписките игри во Рио. Во овој момент Македонија има обезбедено настап на квалификацијски турнир, но доколку Норвешка стане европски првак или пак во финалето игра против Франција, тогаш тие ќе играат квалификации за Олимписките игри. Норвешка во многу нешто игра сличен ракомет како и Хрватска, цврста одбрана со брзи транзиции и многу шутеви од надворешните позиции. А доколку сака позитивен резултат, Македонија ќе мора да игра трапеливо во нападот со минимум технички грешки. Дуелот Македонија-Норвешка ќе започне во 18 часот и 15 минути, а потоа во групата ќе играат Полска и Белорусија. Овде е крајот на вестите, поопширно во Дневникот во 16:30. Останете со Канал Плюс телевизија.